Потребна е поголема координација и едукација на представниците на синдикалните организации, но и вработените за нивните права за безбедна и здрава работна средина, со оглед дека тоа е регулирано со закон. Од Сојузот на синдикатите тврдат дека лани немало ниту една представка од вработените за неисполнети нормативи за безбедност во работата, но немаа конкретна информација дали компаниите го почитуваат законот. После овие 10 состаноци, точно ќе се знае, ќе се искочи со целосна анализа за каква е ситуацијата на терен. Првични сознанија дека се применува законот, меѓутоа во која мерка ќе видиме после испитувањата. На крајот од самите 10 работилници ќе има една како завршна пресконференција на која што ќе се даде една кратка анализа до каде е спроведувањето на овој закон во пракса. Има ли представки за тоа дека не се почитуваат од вработените? Имате ли нешто? Значи, знам дека за 2015 немаше представки во однос на непочитување на безбедност и здраве при работа како лични поднесени. Од Македонското здружение за заштита при работа велат дека компаниите ќе мора уште да работат на подобрување на безбедноста на работното место. Според нив, оние кои инвестирале во заштита добиле повеќе бенефити. И се увиде дека во тие компании, освен што се подобрија условите за работа, како нус производ се појави тоа што и добивката се зголеми. Значи, повратокот на тие средства испадна дека е негде помало 3 години, што е голем успех за една компанија да може инвестицијата да ја поврати за 3 години. Од друга страна, имиџот на самата компанија се зголеми, а исто така и вработувањата или бројот на вработувања се зголеми во тие компании. Така да мислиме дека во Македонија, со оглед на тоа колку е јака економијата во државата, мислиме дека се инвестира во тој дел, но сепак секогаш останува уште нешто што може да се направи плюс. Сдруженијето за заштита при работа, но и ССМ почнаа да го имплементираат проектот за зајакнување на партнерството меѓу граѓанското општество и државните институции со цел унапредување на безбедноста и здравјето при работа, проект финансиран од Европската унија.